стаклото што исчезнува. Изминаа речиси 10 години откако Дрслиеви се разбудија и го најдоа своето внуче на влезните скали. На улицата Привет Драйв остана речиси иста. Сонцето изгреа над истите уредни гранки и го осветли истиот месинген број 4 на влезот ке Дрслиеви. Им се вовлече во дневната соба, скоро непроменета од вечерта кога господин Дарсли го виде тоа судбоносно соопштение на вестите за бувовите. Само фотографиите на каминот вистински покажуваа колку време поминало. Пред 10 години имаше многу слики од нешто што личеше на голема розова топка за плажа, со разнобојни волнени капи, но Дарсли веќе не беше бебе. И сега фотографиите покажуваа крупно русокосо момче на својот прв велосипед, на вртелешката на Панаѓур, како игра компјутерска игра со татка си, како мајка му го бакнува и прегрнува. Во собата немаше никаков знак дека во куќата живееше и друго момче. Но Хари Потер се уште беше таму, во моментов заспан, но не за долго. Тетка му Петунија беше будна. И првиот звук тој ден беше нејзиниот врескав глас. Стани, станувај веднаш! Хари нагло се разбуди. Тетка му пак затропа на вратата. Станувај, врескаше таа. Хари ја слушна како оди кон кујната, па како става тава врз шпоретот. Се сврте нагрб и се обиде да се сети што сонуваше. Тоа беше добар сон. Имаше летачки моторцикл. Имаше чувство дека го сонувало и порано. Тетка му се врати пред вратата. Стана ли? Го праша. Речи си, рече Хари. Епа мрдај, сакам да внимаваш на сланината и немој случајно да ти загори. Сакам се да е совршено за роден денот на Дадли. Хари застанка. Што рече? Вресна тетка му пред вратата. Ништо. Роден денот на Дадли, како можеше да заборави? Хари полека стана од креветот и почна да бара чорапи. Најде еден пар под креветот и откако извлече пајак од едната ги навлече. Хари беше навикнат на пајаци, зашто во краденецот под скалите ги имаше еден куп, а тој спиеше таму. Кога се облече, отиде низ ходникот во кујната. Масата беше речиси скриена под сите роденденски подароци за Дадли. Се чинеше дека го добил новиот компјутер што го сакаше. Да не зборуваме за вториот телевизор и тркачкиот велосипед. Зошто всушност Дадли сакаше тркачки велосипед беше мистерија за Хари, зашто Дадли беше многу дебел и мразеше вежбање, освен нормално ако не вклучуваше удирање луѓе. Омилената вреќа на Дадли беше Хари, но честопати не можеше да го фати. Хари не изгледаше така, но беше многу брз. Можеби имаше врска со живеењето во темен краденец, но Хари од секогаш беше мал и слабичок за своите години. Изгледаше дури и помал и послаб од што навистина беше, зашто единствената облека му беа старите алишта на Дадли, а тој беше околу 4 пати поголем. Хари имаше тенко лице, ковчести колена, црна коса и светло-зелени очи. Носеше тркалезни очила залепени со многу салотејп, последица од многобројните тупаници што ги имаше добиено од Дадли. Единствено што му се допаѓаше на Хари кај неговиот изглед беше многу тенката лузна на челото во облик на молња. Ја имаше од кога знаеше за себе и првото прашање што ја го имаше поставено на тетка Петунија беше како ја добил. Во сообраќајната несреќа во која загинаа твоите, рече таа, и не поставувај повеќе прашање. Не поставувај прашање, тоа беше првото правило за мирен живот со Дрслиеви. Тетин Вернон влезе во кујната, додека Хари ја превртуваше сланината. И чешлај се, зараша тој наместо утрински поздрав. Околу еднаш неделно тетин Верон ќе погледнаше преку весникот и ќе довикнеше дека Хари треба да се пострижи. Хари сигурно се пострижал повеќе пати од сите момчиња во неговото одделение, но тоа не менуваше ништо. Косата едноставно му растеше како подивена, постојано и насекаде. Хари пржеше јајце во моментот кога Дадли влезе во кујната со мајка си. Дадли многу личеше на тетин Вернон, имаше големо розово лице, мал врат, ситни влажни сини очи и густа руса коса.
измазнета врз широката дебела глава. Тетка Петунија често велеше дека Дадли изгледа како бебе ангел. Хари често велеше дека Дадли изгледа како свиња со перик. Хари ги стави чиниите со јајца и сланина на масата, што беше тешко, бидејќи немаше многу место. Во меѓувреме, Дадли си ги броеше подароците. Лицето му се смурти. 36, рече и го крена погледот кон татка си и мајка си. Тоа се 2 помалку од лани. Миличок, не го изброи подарокот од тетка Марч, гледаш? Овде е под големиот, од мама и тато. Добро, 37 тогаш, рече Дадли и поцрвени. Хари, кој можеше да види дека се подготвува излив за бес во стилот на Дадли, почна лакомо да ја јаде сланината најбрзо што може во случај масата да биде превртена. И тетка Петунија очигледно насети опасност, зашто брзо рече: и ќе ти купиме уште 2 подарока кога ќе излеземе денеска. Што велиш, срцуле? Уште 2 подарока, може така? Дадли се размисли за момент. Изгледаше како да се мачи. Најпосле бавно рече: значи, ќе имам 39 миличок, рече тетка Петунија. Аха! Дадли тешко седна и го грабна најблискиот пакет. Добро тогаш. Тетин Вернон се закикоти. Малото ѓаволче сака да му се исплати исто како татко му. Така треба, Дадли, му ја разбушеви косата. Во тој момент телефонот задзвони и тетка Петунија тргна да се јави. А Хари и тетин Вернон изгледаа како Дадли да ги одмотува тркачкиот велосипед, филмската камера, авионот на далечинско управување, 16 нови компјутерски игри и видеорекордер. Ја кинеше хартијата од еден златен рачен часовник кога тетка Петунија се врати од кај телефонот, изгледајќи лута и загрижена. Лоша вест, Вернон, рече таа. Господја Фик ја скржила ногата. Не може да го земе. Замавна со главата кон Хари. Дадли подзина од ужас, но на Хари му подскокна срцето. Секоја година за родетниот на Дадли родителите го водеа него и другар му на цел ден во забавни паркови, сендвичарници или на кино. Секоја година го оставаа Хари со господја Фик, една луда старица оддалечена 2 улици. Хари го мразеше тоа место. Целата куќа мирисаше на зелка и господја Фик го тераше да гледа фотографии од сите мачки што некогаш ги поседувал. Сега што? Рече тетка Петунија и гледаше гневно во Хари, како тој да го испланирал целото ова. Хари знаеше дека треба да се сожали што господја Фик ја скршила ногата, но баш и не му се допаѓаше кога му текна дека ќе мине целата година пред да мора пак да ги гледа Муцко, Снешко, господин Шепко и Бушевко. Можеме да се јавиме на Марч, предложи чичко Вернон. Не се занесувај, Вернон, таа го мрази момчето. Дрсливи често зборуваа вака за Хари, како да не беше таму или поточно, како да беше нешто гнасно што не можеше да ги разбере, баш како Полжа. А што е со, како се викаше пријателката Ивон? На одмор во Мајорка, одсечно тетка Петунија рече. Можете да ме оставите сам, се надева Хари. Ке можеше да гледа што сака на телевизија, може би и да го проба компјутерот на Дадли. Тетка Петунија изгледаше како да голтнала лимон. И да се вратиме и да не ја најдеме куќата како што е, да биде разурната цела така, заража таа. Нема да ја дигнам куќата во воздух, рече Хари, но не ја слуша. Веројатно би можеле да го земеме во зоолошка, бавно рече тетка Петунија, и да го оставиме во автомобилот. Автомобилот е нов, не може да седи сам во него. Дадли почна гласно да плаче. Всушност, не плачеше вистински. Поминаа годините од како вистински плачел, но знаеше дека ако го искриви лицето и лелека, мајка му ќе му даде се што ќе посака. Дадленце мое, не плачи. Мама нема да му дозволи да го уништи твојот посебен ден, извика таа и го гушна. Не, сакам да дојде, викаше Дадли помеѓу долгите интервали на лажно липај. Секогаш расипува се. Му упати гласна насмевка на Хари низ отворот помеѓу мајчините рази. Токму тогаш задзвони звончето. Оф, Боже, стигнаа! Испадече тетка Петунија и следниот момент најдобриот другар на Дадли, Пирс Полкинс, влезе со мајка си. Пирс бевче ковчесто момче со лице како стаорец.
Обично тој беше оној што им ги држеше рацете на луѓето зад град, додека Дадли ги удираше. Дадли веднаш престана да се преправа дека плаче. Половина час подоцна Хари, кој не можеше да се верува на среќата, седеше одзади во автомобилот на Дърслиеви со Пирс и Дадли, на пат кон зоолошката по прв пат во животот. Тетка му и тетинот не можеа да смислат што друго да прават со него, но пред да заминат, тетин Вернон го тргна Хари настрана. Те предупредувам, рече тој, и го доближи своето големо виолетово лице до лицето на Хари. Те предупредувам, момче, какви било глупости, што и да е, и ќе те заклучам во оној креденец од сега па се до Божик. Нема да направам ништо, рече Хари, навистина. Но тетин Вернон не му веруваше. Никој никогаш не му веруваше. Проблемот беше тоа што честопати се случуваа чудни работи околу Хари и едноставно не вредеше да им кажува на Дърслиеви дека не е виновен. Еднаш, тетка Петунија, на која и беше преку глава Хари да се враќа од берберница и да изгледа како воопшто да не го пострижиле, зеде пар конски ножици и толку му ја скрати косата што беше речиси келав. Освен неколкуте прамени кои му ги остави за да му ја скрие таа ужасна лузна. На Дадли ова му беше ужасно смешно, а Хари мина бесонна ноќ замислувајќи си го училишниот ден утредента, каде што веќе сите му се смееа на веќастите алишта и очилата со салотејп. Сепак, следното утро се разбуди и вида дека косата му беше иста како пред да ја истрижи тетка Петунија. За ова доби една недела во краденецот, иако се обиде да објасни дека не знае како пораснала толку брзо. Друг пат, тетка Петунија се обиде да го вовре во еден одвратен стар джемпер на Дадли, кафеав со портокалови топчиња. Колку повеќе се трудеше да му го навлече преку главата, толку помало изгледаше джемперот, а на крајот можеше да го носи само некоја кукла од куклениот театар, но не и Хари. Тетка Петунија заклучи дека мора да се собрал при перење и на негово големо олеснување Хари не доби казна. Затоа, од друга страна, го најде голема неволја, затоа што го најдоа на покривот од училишните кујни. Бандата на Дадли го бркаше како и обично, кога еднакво изненадувајќи се самиот колку и другите деца се најде седнат на оджакот. Дърслиеви добие многу гневно писмо од директорката на училиштето, во кој им кажа дека Хари се качува на училишните згради. Но тој само се обиде да скокне зад големите канти пред кујските врати. Хари предпостави дека ветрот мора да го фатил среде скокот, но денеска ништо не можеше да тргне наопаку. Дури вредеше да се биде со Дадли и Пирс и да се помине денот некаде надвор од училиштето, краденецот или дневната на господје Фик со мирисна зелка. Додека возеше тетин Вернон и се жалеше на тетка Петунија, сакаше да се жали за разни нешта. Луѓето на работа, Хари, советот, Хари, банката и Хари беа само неколку од омилените теми. Утрово тоа беа моторциклите, брмчат како манијаци, малите хулигани, велеше тој додека ги престигаше еден моторцикл. Сонував еден моторцикл, рече Хари кога одеднаш се сети. Леташе. Тетин Вернон за малку не удри во автомобилот пред нив. Се сврте на седиштето и му се развика на Хари, со лице како джиновска репка со мустеки. Моторциклистите не летаат. Дадли и Пирс се закикотија. Знам дека не летаат, рече Хари. Беше само сон. Се каеше што воопшто не рече нешто. Ако Дърслиеви мразеа нешто повеќе од неговите прашања, тоа беше да зборува за нешто што стапува од нормалното. Па дури ако тоа беше само сон или цртен филм, чиниш ќе добиеше опасни идеи. Беше многу сончева сабота и зоолошката беше преполна со семејство. Дърслиеви им купија чоколадни сладоледи на Дадли и Пирс на влезот. И тогаш, бидејќи насмеаната дама во приколката го праша Хари што сака пред да можат да му го оддадат на брзина, му купија ефтино лижаче од лимон. Воопшто не беше лошо, си помисли Хари, и го лижеше додека гледа една горила што си ја чеша главата и личеше на Дадли, освен темната коса. Ова беше најдоброто утро за Хари по долго време. Внимаваше да оди малку понастрана од Дърслиеви, на кое животните им здодеа до ручекот, за да не се вклучи во омиленото хоби на Дадли и Пирс, па да почнат да го удираат. Јадеа во ресторанот во зоолошката и кога Дадли збесна зашто сладоледот во чаша не му беше доволно голем,
Тетин Вернон му купи нов и му дозволи на Хари да го заврши првиот. Кога подоцна ќе се сетеше на овој ден, Хари чувствуваше дека требаше да му текне, дека сето ова беше предобро за да трае. Поручокот отидоа во куќата со влекачи. Таму беше свежо и темно, со светли прозорци по целата должина на ѕидовите. Зад стаклото лазеа секакви гуштери и змии и се извиваа врз парчињата дрво и камен. Дадли и Пирс сакаа да видат огромни отровни кобри и дебели питони што ги гмечат луѓето. Дадли бргу ја најде најголемата змија. Можеше да го замота телото 2 пати околу автомобилот на тетин Вернон и да го гмечи дур не стане куп ѓубре. Но во моментот не изгледаше расположена. Всушност, цврсто спиеше. Дадли стоеше со носот притиснат на стаклото и изјапаше во сјајните кафени намотки. Натера ја да се движи, му си молеше на татко си. Тетин Вернон чукна на стаклото, но змијата не мрдна. Повторно, нареди Дадли. Тетин Вернон затрупа брзо со ковчињата на прстите, но змијата само продолжи да дреме. Ова е здодевно, застенка Дадли. Се одвлечка настрана. Хари се помести пред терариумот и гледаше упорно во змијата. Немаше да се изненади ако е умрена од досада, без друштво, освен глупави луѓе што тропкаат по цел ден со прсти по стаклото, во обид да ја вознемират. Беше полошо од имање краденец наместо спална соба, каде што единствените посетители беше тетка Петунија, која трескаше по вратата за да те разбуди. Тој барем можеше да се движи низ остатокот од куќата. Змијата одеднаш ги отвори сините очи. Полека ја креваше главата, додека не ги израмнија погледите со Хари. Таа намигна. Хари зјапаше. Потоа, на брзина погледна наоколу за да види дали некој гледа. Не гледаа. Повторно погледна во змијата, па и тој намигна. Змијата замавна со главата кон тетин Вернон и Дадли, па ги крена очите кон плафонот. Упати поглед кон Хари кој јасно велеше: секогаш ми го прават истото. Знам, промрмори Хари преку стаклото, иако не беше сигурен дека змијата може да го чуе тоа. Сигурно многу те нервира. Змијата енергично закима со главата. Инаку од каде доаѓаш? Праша Хари. Змијата мавна со опашката кон еден мал знак покрај стаклото. Боа констриктор, Бразил. Убаво ли беше таму? Боа констрикторот пак мавна со опашката кон знакот и Хари продолжи да чита. Овој примерок е одгледан во зоолошката. Ах, сваќам, значи никогаш не си била во Бразил. Додека змијата одмавнуваше со главата, заглушувачки крик зад Хари ги натера и двајцата да се сепнат. Дадли, господин Дарсли, дојдете да ја видите змијата, нема да верувате што прави. Дадли се отетерави до нив најбргу што можеше. Ти бегај настрана, рече и го удри Хари во ребрата. Изненаден, Хари силно падна врз бетонскиот бод. Она што следуваше се случи толку брзо, што никој не виде како се случи. Во една секунда Пирс и Дадли беа навалени до самото стакло, а веќе следната скокнаа наназад со извици на ужас. Хари се исправи и подзина. Предното стакло од терариумот на боа констрикторот ичезна. Големата змија брзо се одмотуваше и се излизга на подот. Луѓето низ куќата со влекачи врескаа и почнаа да трчаат кон излезите, додека змиите брзо лизгаше покрај нив. Хари можеше да се заколне дека еден тивок шиштечки глас рече: Бразил, доаѓам. Баш ти фала, амиго. Чуварот на куќата со влекачи се стаписи. Но стаклото, повторуваше тој. Каде отиде стаклото? Самиот директор на зоолошката и подготви шолја силен чај на тетка Петунија, додека и се извинуваше одново и одново. Пирс и Дадли можеа само да брборат, колку што виде Хари и змијата не стори ништо, освен што палаво им ги чепна петите кога помина. Но додека да се вратат сите во автомобилот на тетин Вернон, Дадли им кажуваше како речиси му ја одгризала ногата, а Пирс се колнеше дека се обидела да го згмечи до смрт. Но најлошото од се, барем за Хари, беше тоа што Пирс доволно се смири за да каже: Хари зборуваше со неа, нели Хари? Тетин Вернон чекаше Пирс безбедно да излезе од куќата пред да му се нафрли на Хари. Беше толку луд што едва и можеше да зборува. Успеа да рече: Оди, краденец седи, нема јадење.
па падна на еден стол и тетка Петунија мораше да се стрча и да му донесе големо бренди. Многу подоцна, Хари лежеше во темниот краденец и посакуваше да има часовник. Не знаеше колку е часот и не можеше да биде сигурен дека дрслиеви заспале. Додека не заспиеа, не можеше да ризикува да се прикраде во куќата по малку храна. Живееше со дрслиеви речиси 10 години. 10 мизерни години. Откако знаеше за себе, уште од кога беше беби, родителите му загинаа во онаа сообраќајна несреќа. Не можеше да се сети дека бил во автомобилот кога родителите му умреа. Некогаш, кога го напнуваше сеќавањето во долгите часови во краденецот, му доаѓаше чудна визија. Заслепувачки блесок од зелена светлина и горчлива болка во челото. Предпоставуваше дека ова беше несреќата, иако не можеше да замисли од каде доаѓа зелената светлина. Воопшто не ги паметеше родителите. Тетка му и тетин му никогаш не зборуваа за нив и се разбира, му беше забрането да поставува прашања. Немаше нивни фотографии во куќата. Кога беше помал, Хари сонуваше за некои непознати роднини што ќе дојдат да го одведат. Но тоа никогаш не се случи. Дрслиеви му беа единственото семејство. Но понекогаш мислеше, или можеби се надеваше, дека непознати луѓе го препознаваа на улица. А беа многу чудни. Едно човече со виолетова цилиндрична шапка му се поклони еднаш кога позаруваа со тетка Петунија и Дадли. Откако гневно го праша Хари дали го познава човекот, тетка Петунија веднаш излета од продавницата без да купи ништо. Еднаш, една старица со запуштен изглед весело му мафна во автобус. Еден келав човек во многу виолетово палто се ракуваше со него на улица пред некој ден, па си замина без збор. Најчудно нешто кај сите овие луѓе беше начинот на кој чезнува истиот миг кога Хари ќе се обидеше да ги погледне одблизу. На училиштето Хари немаше никого. Сите знаеа дека бандата на Дадли го мразеше тој чуден Хари Потер со вреќастите алишти и скршени очила, а никој не сакаше да и се противречи на бандата на Дадли.